При денешната посета во Битола, министерката за образование Мила Царовска пред новинарите не сакаше да ги коментира ставовите на граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има, со кои се посочува дека доколку идниот референдум биде успешен, а нивните барања игнорирани од Министерството за образование и наука, дека наставата на почетокот од новата учебна година ќе биде бойкотирана. Царовска одби да даде коментар, но затоа пак какви намери имат за спроведување на реформите, објаснуваше надолго и на широко, што индиректно навести дека немаат намера да отстапат од она што го наумиле да го направат како образовни реформи. Коментирање на демократски процеси во државата, мислам дека се, ако ништо друго, неумесни. Сите процеси кои што се зацртани согласно планот за реализација на новата концепција за основно образование се спроведуваат во дадените рокови. Тоа укажува дека концепцијата е донесена, наставните програми за прво одделение донесени и објавени, наставните програми за четврто одделение донесени и објавени и во септември месец одговорно и посветено да ја стартуваме учебната година со нов концепт за прво и четврто одделение. Во ова лимбо ситуација од граѓанската иницијатива предвадена од Алфа телевизија на Царовска и упатија порака дека непочитувањето на евентуално успешен референдум ќе доведе до бојкот на наставата. Ние воопшто нема да застанеме. Значи, доколку се ова продолжи да оди по нивниот терк, од 1 септември целосно ќе бојкотираме наставата. Целосен бојкот на наставата. Во основното образование? Во основното и средното И во образование. средното. Министерката денеска не даде одговор ниту дали учениците во септември ќе се вратат во училиштата. Во постојана комуникација сме со премиерот Заев и министерот за здравство Филипче и се ќе зависи од здравствената ситуација, а сите параметри ќе бидат разгледани и одлука ќе има за неколку недели, рече Царовска.